Ужалени и загрижени роднини на македонските туристи кои патувале во Турција со агенцијата Бесатранс цело утро се обидуваат да добијат информации за нивните блиски. Во автобуска несреќа на македонски туристички автобус во Бугарија ноќеска загинаа 46 луѓе, а 7 повредени се пренесени во болница. Повредените не се во животна опасност. Дел од роднините по одговори дојдоа и пред седиштето на агенцијата кај трговскиот центар Мавровка во Скопје, но таму ги пречекаа спуштени решетки. На контакт телефоните никој не одговара. Роднините се гневни на превозникот, но и на македонските власти, што и 10 часа по несреќата тие немаат никакви официјални информации за загинатите и повредените. Братучетот мој беше у Турција и се пуштивме по интернет, по број на телефони, во Бесатранс, цело време се јавуваме, веќе 3-4 сата колку помина, немаме никаква информација, дури нити се јавуваат. Ги замолувам институциите кој што има некоја информација да им кажуваат на луѓето. Додека се работи за како што имаме информации за 6 луѓе дека се повредени, како е можно барем таа информација да не го добиеме. Па немамо ни ние ништа. Никој ти не зове, никој ти ништа не каже кај што да ја треба да дајем сад изјава. Агенција треба да отвори да ја дава изјавата. И плюс смо код министер смо у амбасада ништа. Немате ни од таму информација, а за роднини ваши? Моја жена и од брата жена, а тоа оба две се сестри. Автобусот на Бесатранс патувал од Истанбул кон Скопје, а несреќата се случила меѓу Перник и Дупница во Бугарија, кога автобусот се превртел и се запалил. Во автобусот имало 52 патници и возачот. Според бугарските власти, жртвите се македонски државјани, а меѓу нив имало и 12 деца. Македонската влада на денешната седница прогласи 3-дневна жалост поради несреќата. Туристичката агенција Бесатранс редовно организира туристички и шопинг тури во Истанбул. Полициски службеници од утринава се распоредени пред седиштето на агенцијата.